Герила акции со снимање на потенцијални загадувачи, домаќинства и индустријски објекти спроведуваат струмичани во обид да се најдат виновниците за загадениот воздух во Струмица. Екоактивистите ги поттикнуваат граѓаните да испраќаат материјали не само до инспекциите, туку и да ги објавуваат на социјалните мрежи, со цел да се информира јавноста каде има сомнително согорување. За Здрава Котлина е неприфатливо дека најголеми загадувачи се домаќинствата. Тие сметаат дека вакво загадување може да произведе само индустријата. Дали струмичките домаќинства загадуваат повеќе од другите домаќинства во другите градови? Дали само Струмица и Котлина? Зошто ова лето, од 1 јуни, Струмица беше најзагаден град со PM честици во огромен број и со сулфур диоксид, што беше поголем од оно што го има во Битол. Беха поголем од Битол. Кој говореше тоа беше? Се затоплуваат домаќинствата? Најлон? Не. Нешто друго се дешава. И во таа смисла, мора да се каже дека имаме рак храна овде, што мора да ја решаваме сега и веднаш. Покрај тоа, од Здрава Котлина бараат и повторно ревидирање на дозволите за работа и условите кои во нив се наведени, бидејќи токму лошата категоризација остава простор за еден вид легално загадување. Вие ако имате дозвола за работа, издадена од Министерството за животна средина, во таа еколошка дозвола, да немате филтри внатре, вас нема да ви бара инспектор филтри. Инспекторот го бара тоа што е во дозволата. Зошто ова не се направи ревизија на таква дозвола издадена, каде што нема филтри? Просто нема филтри. Гори бе гори. А тогаш, кај доаѓа тоа? Дали знаете, еве, сега имаме вештачка интелигенција, може да ставиме параметри, што ќе се случи, поставите и задачи на вештачка интелигенција, ако 40, ако секој ден горимо по 5 тона петрол во Струмица без филтр. Дали тие резултат на сулфур диоксид ќе се покопи со оно што го имаме на терен? Следната сабота на 24 јануари, Здрава Котлина организира протест во Струмица против аерозагадувањето. Последните неколку години тие редовно протестираат барајќи да се зголемат инспекцијските тимови, опремата за детекција на загадувачи, но и ригорозни казни за загадувачите.